Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Драги слушатели, поздрав! Јас сум Елена, а ова е најава за ново издание на Елиезер. Емисија посветена на патот, вистината и животот. Размислувајќи за која вистина да размислуваме денес, се одлучив за тоа како и колку негативноста влијае во нашиот живот. Лесно е да се живее животот задржувајќи ги сите емоции како вина, грижа, слабост, сомнеш, а со тоа не држат заковани и статични. Проблемот е кога дозволуваме овие емоции да навлезат длабоко во нас, задржувајќи го местото за позитивните работи. Замислете го вашиот живот како контејнер. Создадени сме за да бидеме исполнети со радост, мир, креативност, самодоверба, но ако и дозволиме на грижата да влезе, тогаш таа го истурнува мирот. Нема простори за двете. Не можете да го наполните контејнерот повеќе од колку што може да собере. Не може да собере над 100%. Просторот е ограничен. Доколку дозволите на грижата да одземе голем дел од просторот, тогаш се намалува просторот за самодовербата што ви треба. Причината зашто некои луѓе не уживаат во својот живот е бидејќи нивниот контејнер, нивното срце е контаминирано, загадено со толку многу работи. Тие имаат 10% грижа, загрижени можеби за нивната кариера, 12% огорченост, лути им се на соседите,
20% вина за грешките од минатото, 9% љубомора на нивниот соработник и така натаму. Не разбираат дека огромен простор од контејнерот им е негативен. Па се чудат зошто немаат радост, креативност, страст. Тие имаат само 30% од тоа што треба да го имаат. Светото писмо нагласува: не му давај простор на злото. Тоа не се однесува само на силите на темнината, туку и на вината, сомнежот, лутината, гневот, омразата, огорченоста, тагата и така натаму. Вие одлучувате што ќе ставите во него. Вие ја имате контролата над вашите мисли. Вие имате контрола на тоа што ќе дозволите да влезе во вашето срце. Сите ние имаме негативни емоции, чувства. Но мораме да одлучиме дека нема да им дадеме простор на љубомората, огорченоста, гневот, драгоцен простор, и да им дозволиме да ни го затрујат животот. Одлучуваме да се заштитиме. Секоја вечер, пред да легнеме, треба да го испразнеме нашиот контејнер од евентуалните негативни работи натрупани во текот на денот. Како што вели Светото писмо: ако сте гневни, не грешете. Сонцето да не зајде во вашиот гнев. Некој може би ве навредил и лесно е таа навреда да остане. Мора да бидеме дисциплинирани и да кажеме: не, јас нема да дозволам ова навреда да остане во мене и да ми го уништи денот. Еднаш веќе ве навредиле. Не им дозволувајте да продолжат да ве навредуваат со тоа што ќе дозволите навредата да остане во вашето срце и со секој нареден ден да одзема се повеќе од вашата радост. Навредата не му штети на непријателот, туку вам. Таа одзема простор од убавите работи, кои ни се потребни за да ја оствариме нашата судбина. Наутро ни доаѓаат мисли од типот: како ќе ги платам сметките, имам незавршени обврски, кога ќе стигнам да направам се и да завршам. Што ако извештајот од докторот не е со добри резултати? Никогаш нема да излезам од овој хаос. Кога ќе се разреши ситуацијата? Да не дозволуваме тоа да ни одземе премногу простор, да навлезе во нас и да фати корен, туку да речеме: не. Нема да дозволам оваа ситуација да ме навлече надолу. Знам дека Бог ја има контролата над се. Ме има во неговата дланка. Тој ќе ме однесе таму каде што треба. Затоа, да внимаваме со што го исполнуваме нашиот живот. Сепак, нашето време е ограничено и ние имаме избор да одлучиме како ќе го живееме животот. Еден псалм вели: тој ги проштева сите твои гревови, тој ги исцелува сите твои болести, тој ти го спасува животот од распадливост, те овенчува со добрина и љубов, ти го исполнува животот со добрини, твојата младост се обновува како на орелот. Ако го испразнеме контејнерот од сите негативни работи, тогаш Бог ќе има можност да ни го наполни со позитивни нешта. Ако се ослободиме од грижите, Бог ќе ни даде спокој. Ако ги тргнеме лошите зборови што другите ни ги кажале, тогаш Бог ќе не наполни со самодоверба. Моето прашање е: дали Бог се обидува да го наполни вашиот контејнер со убави, позитивни работи, но вие немате место? Не сте му простиле некому? Направете го тоа денес. Непростувањето зафаќа толку голем простор. Верувајте, подобро е да се биде спокоен и полн со радост и љубов, отколку со горчина и чувство на жртва на нечии постапки, зборови и околности. Тогаш Бог ќе направи убавина од пепел, радост од тага. Може би сте во стресен период од вашиот живот.
Може би здравието ви е загрозено или финансиите не се на најдобро ниво. Речете: Господе, знам дека Ти имаш се под контрола, дека Ти ќе го обновиш моето здравје. На тој начин му давате простор на Бог да ве излекува, да ве обнови, да ги наполни вашите амбари со богатство и благослов. Бог ќе ви даде мир насред бура. Може би некој од колегите го добил напредувањето што требаше вие да го добиете, па зависта, љубомората ќе надвиснат. Посакував тоа да бев јас. И јас сум попаметен од нив. И навистина не го разбирам зошто се случува ова. Наместо тоа, знајте дека Бог не гледа на разлики и дека Тој ќе ви обезбеди подобро работно место. Бог нема ограничени ресурси. Има посебна благонаклоност према вас. Не можете да го сиромашите Бог. Неговите ресурси од финанси, здравие, благосостојба се неограничени. Доколку некој го добил тоа што вие сте го сакале, тоа значи дека не требало да биде за вас и дека Бог подготвува нешто уште подобро. Ако друг го добило напредувањето, бидете среќни за него или за неа. Бог има подобро за вас. Не грижете се. Бог знае што прави. Она што е на ваше име нема да оди никаде на друго место. Не живејте со горчина, љубомора, себе сожалување. Тоа ќе ви го затуре животот. Имајте навика да се ослободувате од негативноста. На тој начин ќе останете свежи, млади, како физички, така и во духот. Ќе блескате со светлина, како што пишува во Евангелие според Матеј. Вие сте светлината на светот. Град кој лежи на рид не може да се сокрие. Ниту се пали светило за да се стави под житно мерило, туку на светилник, и им свети на сите кои се во куќата. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Татко кој е во небесата. Сте направиле грешка. Не развивајте вина. Следниот пат ќе бидете подобри. Никој не ви е признал вашата работа, вашиот труд. Не се сожалувајте. Ако сте во ситуација која е збунувачка, нејасна, разочарувачка, испразнете го контејнерот од различните прашања. Исус вели: благословени се чистите по срце, тие ќе го видат Господа. А кога сме чисти? Кога немаме отров во нас, нечистоти, токсини, негативност. Значи, ќе бидете благословени, односно Бог ќе може да ве благослови тогаш кога ќе научите да се ослободите од нечистотијата на животот. Суштината е во воспоставувањето навика, да се ослободуваме од негативноста, од мракот, од темнината, што може да ни ја засени светлината. Се е до одлуката свесно да се биде светлина. Темнината е таква, се протнува неосетно, брзо, лажно и за миг нависнале мрачни облаци. Авторитетот е во нас. Бог ни го дал уште кога не создал. А воопшто досега сме знаеле дека имаме авторитет? Знаете ли што е огорченоста за нашиот дух? Таа е инфекција. Вината е инфекција. Стравот, стресот се инфекција. Тие доаѓаат, а ние треба да ги стуркаме од нас. Воспротивно, ќе го контаминираат нашиот дух и ни создаваат проблеми. Не сте создадени за во себе да носите грижа, вина, гнев, тага, огорченост, незадоволство, товар, темнина. Вие сте создадени по Божјата слика, а Бог е светлина. Да, доаѓаат секакви мигови во животот и емоциите прават да мислиме дека тоа што го проживуваме е оправдано. Но на таков начин ги вдомуваме тие негативни емоции, а со тоа тие го инфицираат целото наше постоење.
Мислиме дека ќе ги угостиме само за кратко, но треба да сме свесни дека тие лесно фаќаат корен и потоа се инфицираат целото тело, нашиот дух. Мора да ни станат некои работи јасни и да бидеме свесни. Свесноста е таа која ќе ни помогне да бидеме битија според сликата на нашиот небесен татко. Се што направил Бог е совршено, како што вели Божиот збор, и се беше добро. Клучот е во препознавањето на тоа дека негативните работи не ни се од полза. Замислете, вашиот ангел ви носи пакет со убави нешта: здравје, финанси, имот, напредок, партнер и така натаму. А вие во вашиот контейнер немате место за тој пакет. Штом веќе ова го знаете, зарем се уште ќе ги чувате негативните работи или ќе го испразните контейнерот? Донесете одлуката уште сега. Преземете акција. Не ги слушајте гласовите кои ќе ви речат дека сето тоа ќе биде без полза, непотребно и слично. Добрата вест е дека не е доцна за промена. Не е доцна за обновување на нашиот ум, нашиот живот. Колку и години да поминале, не е важно. Важен е овој момент на промена. Да му дозволиме на нашиот ангел да ни ја предаде радоста што ни ја носи, спокојот, креативноста, храброста, мудроста, здравието, финансиите, луѓето кои ќе не почитуваат, ќе не поддржуваат. Сите ние правиме грешки. Наместо да бегаме и да се криеме од Бог, ние треба да трчаме во неговите преградки, да се покаеме, да бараме прошка и да продолжиме напред. Мракот не го создаваат само другите луѓе и околностите, туку и ние правиме грешки, а грешката со себе носи последици. Непријателот е наречен обвинител на ближниот. Неговата цел е да не остави во позиција на грешници, виновници. Тој ќе не подсетува на секоја грешка што сме ја направиле. Лесно е да се подлегне на неговите повторувани изјави дека ништо повеќе нема да биде исто, дека не постои можност за промена, само за да живееме со вина и огорченост. А на тој начин, светлината нема да може да продре во нас. Драги мои, не го слушајте. Одете кај вашиот небесен татко и дозволете му да ве благослови. Ваше е само да го примите неговиот благослов и да живеете обновени, исполнети и среќни. Не можете да го промените минатото, но можете да ја промените сегашноста и иднината. Со тоа што ќе бидете против себе, ништо нема да постигнете. Тоа ве турка само надолу. Истиот момент кога сте побарале опростување од Бога, тој ист момент ви е простено се. Опростете си на себе си. Исклучете го винувачкиот глас. Некој од нас ке рече: но јас имам направено многу грешки. Не заслужувам да ми се прости. Реалноста е дека никој не заслужува, но сите ние сме спасени по Божијата милост и љубов. Како што е напишано во Светото писмо, Исус беше изнаранет за нашите гревови и нашите слабости. Казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани ние се излекувавме. Што значи? Цената е веќе платена. Нам ни останува да бидеме одраз на Божиот лик и светлина. Ако паднеме, не треба да останеме долу, туку да станеме и да продолжиме. Кога ѓаволот ни шепти и ни вели: ете, повторно падна, упропасти се, никогаш нема да станеш, никогаш нема да успееш. Не го слушајте, знајте дека ја имате бесконечната љубов од Бог. Може би не сте на многу високо место, но сте подобри од вчера. Потребна е голема количина на емоционална енергија за се да сочуваме во нас. Да, многу работи во животот не се фер, луѓето кои ни погрешиле. Ослободете се од последиците на туѓите грешки и погрешните однесувања. Бог е судијата, тој ќе ве одбрани и одмазди. Оставете на Бог и бидете мирни и спокојни.
На тој начин, во вашиот дух, ќе владее благослов и убавина. Исус Христос е пример како секој од нас треба да се ослободи од негативноста и отровот. Кога беше на крстот, пред да го издимне последниот здив, рече: Татко, прости им бидејќи не знаат што прават. Што значи Исус не сакаше ни грам негативност и огорченост да понесе со себе во рајот. Им прости на сите. Затоа, ослободете се од сета негативност и бидете светлина. Почитуван слушателу, имам прашање за тебе. Доколку твоето срце престане да чука во следните неколку минути, дали си помирен со Бога? Дали знаеш каде ќе ја поминеш вечноста? Ако не знаеш, би сакала да се помолам заедно со тебе. Не сум тука за да осудам никого. Тука сум да ти помогнам да го пронајдеш новиот почеток. Знам дека ова доаѓа само од личниот однос Исус Христос. Ако не си во мир со Господ, или си застрнел од патот, или ти треба нов свеж почеток, ќе те замолам да станеш таме каде што си и ќе се помолиме заедно. Не можам да помислам на подобар момент за победа од овој. Бог не ти е луд и гневен. Твоите гребови веќе се опростени. Се што треба да направиш е да го прифатиш подарокот од Исус Христос, спасението. Ќе го направиш ли тоа денес? Непријателот во мислите ќе ти рече: направи го тоа подоцна, утре, следната недела. А Библијата вели: денес е денот за спасение. Не го слушаш ова по случајност. Исус вели: ако не се срамиш од мене пред луѓето, јас нема да се срамам од тебе пред мојот татко на небото. Ако ти треба свеж почеток, застани и ќе се помолиме. Знам дека е потребна храброст да се застане, но во моментов ангелите се радуваат за тебе. Би сакала да ти ја дадам можноста да го признаеш Исус Христос за свој Господар. Ќе се помолиш ли? Само повтори: Мил Господе, јас сум грешник. Сгрешив против тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мои гревови и дека ти повеќе не ги помниш. И сега кога сум чист, чиста, те барам, Господе Исусе, дојди и живеј во мене. Биди мој спасител, ти си мој Господар. Јас сакам да го доживеам моето лично искуство со тебе. Амин. Секое добро почитување. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Георгиевска-Костадинова. Eliezer